Новите владини мерки во борба против ширење на коронавирусот ставија клуч на врата кај голем број јавни објекти. Од утрово затворени се библиотеките, читалните, училиштата. Настава ќе нема во следните 14 дена. Со одлука на владата, денеска сите градинки, основни и средни училишта и високообразовни институции останаа празни. Наместо во училишните клупи, учениците и студентите во следните 14 дена ќе треба да седат дома. Дали наставата ќе заврши на 10 јуни или ќе биде продолжена и дали ќе се одработи по скратена програма, останува допрва да одлучи Министерството за образование и наука. Ископската зоолошка градина од денеска ќе биде затворена за посетители. Од раководството информираат дека согласно насоките од надлежните, вратите на зоолошката се затвораат со цел да се превенира ширење на заразата. Затворени ќе останат и театрите, а проекции нема да има ниту во киносалите. Одлука за измена на возниот ред донесе јавното сообраќајно претпријатие. Од утре ќе се редуцираат сите редовни линии, кои наместо по зимски ќе сообраќаат според летен распоред. Бесплатниот автобуски превоз за учениците, студентите и за пензионерите нема да важи додека траат мерките на владата, информираат од град Скопје. Во меѓувреме масовно се празнат маркетите. Купувачи со полни кеси е честа гледка низ главниот град. Иако се почесто се зборува оти цените на производите растат, граѓаните велат засега немало драстични промени. Сепак велат да не се крева паника, храна има, а залихи непотребно се прават. Цените исти се како и претходно што биле? Нема ништо покачано? Нема. Трошоците се малку зголемени, се, ама се прифаќаме, се е нормално. Па да ви кажам, не знам, јас редовно си пазарам, ова не е нешто. Од ова гледам овде нема брашно. Дали треба да создаваме паника вака, да правиме резерви, да складираме храна дома? Не. Мислам не. Сега е кралско снабдување, како да кажем. Имаш све, продавниците се полни, сега малку ако снемало, малку трпение и ќе биде се уреду. Мораме да бидеме трпеливи. Состојбата со коронавирусот ги збогати аптеките, кај повеќето снабдувачи со лекови, заштитни маски одамна нема. Онаму пак каде што останале резерви се продаваат за цени и до 7-кратно повисоки. Денес хируршка маска за еднократна употреба наместо 4 денари, како што беше пред еден месец, се продава за 30 денари. Зголемени се цените и на средствата за дезинфекција. Мало шишенце од 50 мл чини најмалку 50 денари. Надлежните во Министерството за здравство повеќе пати апелираат дека за оние аптеки кои нерационално ќе ги покачат цените на производите за заштита од коронавирусот ќе бидат најстрого санкционирани. Засега никој не бил казнет.